Добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Лица. Тоа што изминатите неколку денови можете да го слушате како најава за тоа кој е мојот вечерашен соговорник, се надевам дека беше доволна провокација вечерва во овие 50 на 60 на минути да останете со нас. Јас ке кажам и така и го најавив како една жива легенда, спортист кој што јас би рекла се уште не е на чисто дали се простува од својата кариера или не, но во исто време човек кој што барем до скоро време беше исклучително шкрт и скржав кога станува збор за комуникација со медиумите, давање интервјуа и така натаму. Затоа сметам дека вечерва прашањата кои што ќе бидат поставени, а верувам и одговорите кои што ќе ги добијам, ќе бидат своевиден куриозитет и се надевам едно ново поглавје во кое што Перо Антич ќе биде малце поотворен со јавноста, затоа што таа го почитува и секогаш сака да слушне нешто повеќе од него. Добро вечер за Перо. Добро вечер, фала на поканата. Добре дојде во Лица. Јас ќе кажам дека имавме еден скромен обид пред неколку месеци ова истото да го направиме, но тогаш беше кажано ќе оставиме за понатаму и ова понатаму навистина се случи и ќе кажам на мој изненадување. На моје задоволство. На мој изненадување затоа што мислев дека тој став на, како што кажав, шкртост и скржавост ќе трае уште долго, но нештата се менуваат очигледно. Моето поштовање према вас е многу големо и таа скржавост е произлезена од секој интервју кој е дадено, ако не е во живо, новинарите си ставаат уште некое зборче, што јас за мене е некако неоригинално. Сакам да се употребат тие зборови што ја ќе ги кажам, дали се навредливи према некого или како год ги свати друг. Во тој момент мене стварно не ми е важно, тоа е поентата на некое интервју. И затоа задоволството значи, е мое што сум. лоши искуства. Лошо искуство. Уште од мали години, така да реков подобро. Чути си. Така. Тоа е исто, да, интересен избор. Вечерва се емитуваме во емисијава би рекла оди во ден по изборите. Вчера имавме гласање, прв круг председателски избори и во целата еуфорија и која верувам дека вечерва сите телевизии бомбардираат дали со кандидати, дали со анализи на вчерашни. Вие со скржавија. Не, со некој скржав кој што ќе се одлучи вечерва да зборува и затоа сметам дека ќе бидеме своевидно релаксирани од тоа што ги гази луѓево деновиве. Перо е дете од Скопскиот центар, така? Строг центар. Строг центар. Првите искуства ги имаш во работнички, повторно, нели, центарскиот клуб, но ќе кажам една приказна за која што јавноста почна да слуша откако Перо го напушти Скопскиот центар, работнички и слично. Да чујам. Не, тоа сакам да кажам, некако се слушна за тебе и твојот талент, откако реши да не напуштиш. Да. Во работнички, во моје време да се играше во помладите категории беше доживување. Кога на 16 години ме избра во првиот тим, мислев дека готово. Тука е врвот на кариерата, успеав во првиот тим на работнички. Немав некоја шанса за докажување, сепак игра имиња. Како млад треба да учиш. Со националниот тим ме видоа некои тимови и таа среќа што ме прати исто треба да се погодат. Има многу таленти што имале и подобри можда физикали од мене или не знам што, ама немале луѓе да ги презентираат или да ги видат. Тренерот кој од плажа одлучи да види негов играч што игра во грчкиот национален тим, дојди случајно ме види, ме зема. Тоа е Драган Шакота, голема благодарност и он е заслужен за моето заминување, да кажем, од Македонија и да почнам печалбарски. Печалбарски. Тогаш имаш колку години? На 17 години. Да. Колку тешко ти паѓа тоа? Сепак си би рекле дете. Па тешко. Тоа е мојот карактер уште од мал, се сакам да направам сам, да не зависам од никого и можда и
мојот родител, за те тоа важи за све, цело време викаше кој ќе си отидеш од дома. Прави Тоа, што сакаш, прави те? што сакаш, па валјде тоа сум го чекал. Едноставно во Грција, прво отидов во Америка, не знам дали знаете, во средна школа на 16 години, па таму во Грција. Мене ми убаво, јас се снаоѓав уште тогаш. Многу е важно и да се погоди средината, да те поддржуваат и тренерите, и играчите да те прифатат. Сепак доаѓаш од Скопје од Македонија во Грција. Во тоа време 2001 беше изострено. Имав среќа. Так. По тоа грчко искуство следува, би рекле, уште поголемо, така? Па следеше Звезда. Имав понуда за Италија, јас Звезда ја сакам многу. Така Звездаш од детак, веројатно. Па Звездаш ќе кажам Звездаш од Работнички. Од првата сезона во Работнички, првата официјална пријателска утакмица игравме против Звезда овде во Скопје. Имав тахикардија, задни 5 минути ме ставија, не знаев кај удирам, дали лево, дали десно, и од тогаш ја засакав Звезда, да не кажам секој сите што викаат уште од малечки, нашите родители не терале Звезда Партизан, тука е Работнички МЗТ. Така да таму отидов. Во Звезда имав супер 2 сезони, а од Звезда бумот кога го направив, кога потпишав во Лукойл, бумот го кажувам поради тоа што тренерот ми даде одврзани раце. Само задолжение дека мора да освоиме сите титули. Прави што сакаш, мене ми треба титулите и да бидеш лидер на тимот. И тогаш имав најуспешна сезона и видов дека можам да ведам лидер, да постигнам и поени пуно и Тогаш имаш колку години? Тоа е 2007, значи 25 години. Да, не добро прашувам заради ова лидерската улога што ја добиваш. Предпоставувам тогаш тоа се случува веќе во период кога еве конкретно тренерите пред се забележуваат во тебе таков потенцијал дека можеш да бидеш локомотивата. Тогаш јас за тренерите не знам, ама јас во себе прв пат видов дека стварно не можеш да си и лидер на тим, не само да си некој епизодист или да исполнуваш некоја улога. И видов дека може, али како лидер треба да ги гледаш и другите работи, да некои играчи ќе се наљутат зашто они не шутираат, дават поени. Најважно е да победува тимот. И да 14 луѓе, 12 играат, има некои што не играат, па може да се направат кланови. Најважно е сите да се заедно. Да има синергија. Сега бидејќи оние кои што те познаваат и приватно, и најмногу тие што те познаваат приватно, ќе кажат за Перо дека ова што сега го зборуваме, а ти си го живеел во многуте клубови каде што си играл да бидеш и лидер и локомотива, тоа е некако Перо во приватниот живот со своето лично окружение. Некаков центар на внимание, веројатно човекот од кој што ако реши денеска, не знам, дека ќе се прави скара, сите ќе се согласат со тоа. Дали си свесен како тоа го правиш во комуникацијата со луѓето? Што е тоа што те прави особен да можеш да... Искрено не, само не знам, али јас све правам искрено и не мислам од некој пат од страна да фатам, да ги лажам, да имам некоја намера, едноставно искрено кажувам, па како... Ајде, пријателите те сакаат, те почитуваат, тоа и некако може да се очекува. Во клубовите, велиш 12-14 играчи, тоа се 12 различни карактери, различни приказни, доека ги запознаеш. Различни интереси, нели, некој сака повеќе да играе, некој му пречи така. Значи повторно зборуваме за една способност да се направи некаков баланс меѓу сите нив. Не знам, вајде во мене да го објаснувам, не можам како што сум тие 40 минути на терен, сосема некој друг Перо. Вајде во мене е тоа, сакам да е, поентата е резултатот, целта да ни е иста, да имаме победа, сите да сме среќни. Јас така го гледам тоа, вајде затоа тие улоги пред тоа ми биле, ти изгинам на терен, ќе скокам, ќе направам све, али ете таа една екстра улога што е дадена и сум видел дека можам да се носам со незе и со тоа да ги правам и тие околу мене подобри. Така да, одлично искуство и така го живеам и животот. Предизвици ми требаат, ги прифаќам со задоволство и тоа ме носи напред. Сега имаме еден предизвик многу интересен. Јас тука ќе го ставам како тема на разговор, иако мислев да го оставиме за подоцна. Обелодени скоро дека ќе се кандидираш за претседателската функција на Кошаркарската федерација. Тоа е предизвик.
Голем. Мислам, сега човекот кој што сега е, тоа е Петар Нумовски, кој што сега е председател, е човек со кој што ти имаше јавен, личен конфликт и за тоа ќе зборуваме малку. Тој сега нема намера, колку што разбрав, да се кандидира. Ти ќе се надпреваруваш против кандидат, тој е Темелковски. Но предизвикот да се влезе во сето тоа е? Предизвикот пред се е да се врати кошарката каде што треба. Каде што Македонија заслужува, тоа е секоја година, секоја втора година да биде во европските првенства, во врвот на кошарката, да пробаме да ја вратиме македонската клубска цена на позавидно ниво, како што доликува, да пробаме да македонски тим да има во некој од европските купови, што но долги години го немаме. За Петар Нововски само би кажал дека сум разочаран со сите тие врски, со све тоа што е постигнато. Симнувам капа, сум го кажал тоа за успесите, што не се искористени сите познанства да се канализира со помош кај нас во кошарката. Да има некаков бенефит од да имаме од ние сето тоа. како нација, како кошаркашка, и сепак кошарката беше до пред некое време број 1 спорт. Сега е ракометот. Ете предизвик да се бориме со ракометот. Спортски. Нашиот тим има ценети сме, имаме големи познанства во руски федерации, турски, да не ги набројувам, и све тоа да се направи еден тим кој ќе имаме комуникација со сите тие држави, каде што ќе правиме размена на турнири, тимови, и све тоа да биде бенефит, се разбира, за најмладите и за клубовите. До пред неколку месеци вестите поврзани со твоето име беа најчесто во контекст на тоа дали ќе се пензионираш или ќе продолжиш да играш. И се чини дека веста за кандидатурата е така малку неочекувана, неочекувана. Тебе ти предстои колку нешто? Помалку од еден месец. Помалку од еден месец до изборите. Кампања или повторно зборуваме за некакви избори, така е, за жал или за среќа. Но пред да се кандидираш, да се навратиме, пред да зборуваме уште малку за тоа што е кандидатура и што ќе ти биде кампања, да се навратиме на ова што го напоменав претходно. Перо Антич се појави во контекст на кошаркарскиот клуб Гостивар, па потоа беше ке игра за работнички, па не се сликаше на трибините со дрес МЗТ, па последниот надпревар ќе го одиграм за МЗТ и на крајот не се знаеше што се случува. Буквално од ден во ден се менува нештата. Ќе објаснам. Прво ќе се навратам за дресот. Дресот е облечен 2011 година. Имав некој конфликт со тогашното раководство на работнички, поради тоа што не сакаше да ме пушти да одам во АЕК. И од АЕК некоја голема сума беше платена од мој џеб за да отидам во Грција. И имавме некои конфликти што ја не заборавам, сум лав во хороскоп. Не сум одмаздолюбив, него стварно не заборавам. И играше МЗТ, Фени Индустри, се разбира, нема Гечевски игра во МЗТ, Чековски во МЗТ. Војдан, мислам, играше тогаш за МЗТ. Ја облеков дрес, барав со име, и дојдов од Олимпијакос и го облеков, се разбира, на МЗТ дресот, со мала провокација према, не према работнички како клуб, према поединци некои, така да и навијачите. Го облеков дресот и бура настанат. И ме прашаат за работнички МЗТ, реков, ќе завршам кариерата во МЗТ. Ипак сум лојален центарец. Ако би играл, кариерата би се завршила како што треба, како што доликува, каде што си почнал. Тоа е како работнички. Што каже дека беа другите? Како Гостивар. Во Гостивар, мојот многу добар пријател Бали Сејти, кој е сега директор и акционер во клубот, излезе таа понуда до сега од ниеден клуб не излегла, да бидам дел од клуб, да инвестирам некои средства во клубот и со моje знаење и некои познанства да им помогнам. Од втора лига, првата година завршија четврти, сега се уште четврти и одлично иде проектот. Така да
Но мора повеќе да не се си дел. потенцира дека не сум дел. Акциите ги отстапив на Бали Саитит да продолжат да го раководат и им посакувам све најубаво на ниво во иднина. Третата беше работнички. Со кампањата не одеше да бидам играч и да водам кампања за федерација. На Балкан живееме, одма ќе те класифицираат. Дека ќе го фаворизираш. Затоа ги отстапив и акциите од гостива, не можам да бидам председател на еден клуб. Добро, значи во моментот многу работи ставаш на маса, на поточно маса на ги страна, тргам на страна заради кошарката и со тој тим што одлучивме да пробаме да ја вратиме кошарката или да се избориме за место да стигнеме до да ја земе федерација. Сега веројатно си свесен дека кога станува збор за избор и кандидатура, сега јас нема да навлегувам во детали, ама тоа е некако логично да се вади прљавиот веш напротив кандидатот, нели, за да поентира овој другиот или и обратно. Ги споменавме на почетокот новинарите или твоите лоши искуства. И во тој контекст не може да се прескокне твојата приказна со Олимпијакос и Фиромот. Кога кажуваш, нели, во представувањето од која земја доаѓаш. Тоа беше, нели, пречекано овдека на нож, особено од, нели, спортските новинари кои што тоа го издигнаа на голем пиедестал. Еве Перо Антич како си ја представува сопствената земја, кажува дека потекнува од Фиро. И ти почна да враќаш. Па не, вратив на финалето и тоа испадна излезе погрешно. Да, чекав да освојам. Така е. Али Фиром не беше, го имам кажано неколку пати и тука ќе го кажам за да знаат вашите гледачи дека мене не ми беше кажано да кажам Фиром од Грци или било што од шпанците што е водат Евролига. Зашто стартна петорка мора да кажеш вика ќе изгубиме работа, ве молам, кажите. Сега некој ќе каже ти си карактер, ќе кажеш нема или свет. Final Four прв, сегде сме представени као Фиром. Така сме пријавени. Председатели, сите име нормално да кажат Фиром. Сега да направам во целиот тој емотивен, не знам како го да се нарече, лудило, Final Four, не сум ни сонувал, знаеш дека ќе стигнеш и чекат редица, треба да се снима се. И јас кажав два пати снимив. Еднаш без Фиром и еднашка само со Фиром. И они одлучија да се стави Фиром. Некој, не бих рекол прљав веш, некој кикс, а и не знам како го наречам. Јас би рекла не толку прљав веш, бидејќи ве кажуваш која е заднината, нели кој ти рекол, односно кој кажал, кое барање било во прашање, повеќе како прљав веш, тоа што како потоа се налути, како им врати на сите кои што те закачија за тоа. На снимката се гледа, ја го чекав, се заблагодарив све и кажав, сите, дали хейтери, кажав или не знам како, нека умрат од мука сега. Да. И тој збор... Не беше, само што не беше пренесено така. Па да, зашто се вртам од како го кажем, се вртам, тоа не се слуша. Не се слуша. Да, се слуша нешто овако. Али у тој момент искрено... Да. Не, добро беше тоа лиферувано, се читаше овде. Перо и посака на сите да умрат, да, така беше. За жал. За жал, поради такви работи, ја одлучив едноставно боле. Да, тука решаваш, исто така, колегите се помируваат со тоа дека... И да ме нема, пишувајте што сакате, нема да... Пошто сега сите се тренери, сите се новинари, сите имаат право со социјалните мрежи, така да... Што год да кажеш, пак они ќе си напишат зашто трошиш време. Следна епизода беше кога македонската репрезентација го освои, односно го имаше огромниот успех и кога потоа како бомба одекна дека се повлекуваш од репрезентацијата, нешто што јас би рекла никој не го очекуваше. 2013 се повлеков после европското во Словенија, поради тоа што сега ќе кажат, Кири игра на 40 години. Не знам кој играл до 38 години.
Его За нашите Пандев. Пандев игра уште, да не го заборавам. Голем поздрав до Горан. Некое мое видување за нашите деца да имаат или таленти да имаат и место. Ја ќе ги изиграм моите 38 минути, а ме взимам 38 минути на некои деца што треба да се продаат. Да бидат следни лидери. И сите тие некои напади што беа од страна направија да одлучам тоа. До ден денеска јас кога год гледам репрезентација имам и трема и ми се игра. Да ми понудеа договор само за репрезентација, би потпишал да не играм за тим. Пошто чувството да игра за репрезентација не може да се опише. Добро, јас од овој одговор не гледам на крајот причина. Ако љубовта била толку голема Причината да е сепак исто и новото раководство, дел. тогаш. Не тогаш, после тоа дојде новото раководство. Тогаш Така е, тоа едноставно велам, сакав тогашното ново. тогаш едноставно сакав да направам една пауза од репрезентација со повредите и сите тие што ги имам. И кога дојде новото раководство, нит постапија окей, нит ме контактира. Едноставно се очекуваше, тогаш почна таа некоја лоша конекција. И едноставно одлучив дека све ќе биде проблематично ако одлучам и да играм, нема да има таа тимска хемија да биде све окей. Едноставно све ќе се бара некоја мала грешка за да се со прстот покаже кој е кривец што не се дешавало порано. Добро, таа подоа нели имавте вие преписка директно со Петар Наумовски што се вика. Можевме тоа да го читаме сите. Каде што ти кажуваш нели последно да е за таков председател на федерација нема да играш и дека да со страст ќе следиш репрезентацијата и дека нели ти е криво што не си дел од екипата. Но ете помина толку години. Сега ова што кажа да ми рече да потпишам само за репрезентација, би играл тоа да го разбереме дека и во моментов би го направил. Би го направил. Или... Би го направил, али со сите овие околности за кои се бориме и пробуваме да ја дигнеме кошарката, едно со друго не идат. А зарем тогаш кога реши да се откажеш, не ти зуеше барем малку во ушите тоа што е јавност и тоа што ги разочара на некој начин и тоа што кога Зуи вие... боли. Да, боли. зарем тоа не Да. беше посилно од тоа што се некакви чудни можеби меѓучовечки односи. Сега не можам да кажам во тој момент тогаш што све се дешавало во мојата глава, така да Ти пречеа луѓе кои што ти вика грешиш, немој или ги не ми имаше пречат. повеќе од тие што те Мене ми се поддржуваа? и предизвик да докажам обратно, али во тој момент изгледа одлучив од емоција, вајде од истоштеност, дека ми треба некоја пауза и не знам, лошо звучи таа да пауза истоштено за репрезентација, сме играле до крај, до задни сили. Едноставно све се собра во тој период во Словенија и разочарување што испаднавме толку рано. Едноставно ја директно на првото интервју го кажав на излез на врата. Да се враќаме не можеме. Така да Не се поминати многу години од тогаш, можеби можам да те прашам дали за 10 на па и 20 години од сега ќе си ја сметаш таа улога за една од погрешните. да. И сега веќе ја сметаш или? Па ја сметам и сега, али нема враќање, така да не гледам наназад на работите. Гледам да научам од тие, да не избрзувам со некои постапки и да сум поискусен. А вела дека си брз и пргав на реакции. Те чимело тоа, сега си по... Сега треба да се размислува. Тука се и фамилија и деца гледаат, има многу фанови имаш, така да треба си пример. Добро, Тоа се ми се е дел учи. од карактерот, Така, тоа ми е дел од карактерот. Се учи, а најмногу сакаш предизвици. Да. Ако не се лашам. Се случува и фамозната НБА, Америка, веројатно интересен, чуден, предизвикувачки уште еден период во твојот живот. Тогаш си веќе и семеен, имаш и деца, Стар. тоа е изнемоштен. Тоа е веќе чекор кој што менува претпоставам многу работи, многу нешта во вашите животи. Тоа се деси. Имав ја две опции да идам во НБА.
години пред тоа и требаше потпишам од Редента за Барселона. И со мојот менаџер Мишко Разнјатовиќ имаме договор после 10 сат не се слушаме или кој ќе има клуб, никој не си досаѓа. И он околу 10:30 ми се јави, ја викам сега да нема некој проблем сутрешниот. Као, што мислиш ти за NBA? И ја прво му реков 9 ќе ме закуцаваат на 32 години сега, знаеш. Срамота. Ај само позбори со тренерот. Позборевме и сега не сакам да бидам од оние мене ми понудија во NBA, а не отидов заради овие причини оние. И реков ќе отидам да видам како е таму. И кога прво на телевизија си гледал дете желба ти е NBA, чудно ти е, знаеш, руки прават ова, па дали ти играш, тие се звезди. И она среќа у несреќа се повреди главниот играч и тренерот од неиграње. Ти ќе игра стартна петорка. Ја викам, чекај сега, знаеш. И првиот кош на првиот надпревар го шутна, првиот кош влезе, ја викам, исто е кошот, топката, пак психа е све. И тргна на супер првата сезона. Стигнав до All-Star, сега 32 годишен, на руки или Rising Stars, звезди во подем, а децата се 16, 18, 19. Али одлично искуство. Ама не те демотивирало тоа сигурно. Ни најмалце. Да. Ни најмалце. И како уште една бомба одекна, нашиот во НБА се закошкаа во ноќен клуб, се замеша полиција и така натаму. И сега можевме да читаме, не знаевме многу детали, ајде еве помина време, раскажи што се случи, мора. Не, излеговме во клуб со Табо Сефолоше и со неговиот менаџер и после пола сат чистење на клубот, надвор се десило пробудување на друг кошаркар. И сега знаете расизмот во Америка како е, сега Табо е црн, јас сум бел. И идеме надоле и се полицајците ги не буткаат. И сега он, јас сум црнец, вие расизам, ова, она, и го фатија да го апсат и он се опираше. И сега ако видов 8 полицајци на еден, тимски излегов и ги фатив полицајците за раме, ги потегнав као што правите. Као да сме не знам што, се собра уште 10 и си седнав и јас и така заврши тоа, да не сега другите детали. Тогаш бевте практично приведени затоа што сте ја спречувале полицијата да ја го на местото на злосторот да видат што нема везе. Америка. И тоа ме изненади на телевизија, breaking news, уопсе навако, као да сум направил што. И тоа е некој минус. Мислам, би изреагирал може поблаго, али пак не би оставил некој пријател, познаник, што ми е драг, да е во неволја сам. Сега во неволјат. Па добро, 8 души на еден некако ми е неферски. И затоа влегов, не направив некој ексцес, јас, ама мора. Во Америка си станав и си отидов со нив. Така, и сега и повторно... Во нивната установа. Установа, воспитна. Таа дрчност и тој пркос, после веројатно го покажуваш со тоа што ја тужиш полицијата со барање од оштета од некои 25 Да, и јас се изненадив дека тоа, да кажат. Не да ја скратам, само завршив со нула. Така, одбиено. Одбиено. Само ја бев првиот. Табо се тужеше, доби 4 милиони. Нека му се наала. Така е. Да, ја бев заштитен сведок. Отидов таму, сведочев, кажав тоа како што треба. А тие 25 милиони адвокатот ги извадил као максимум што може да се добие. Мене ми беше интересно целата ситуација после дали ќе тужам јас. Реков, ај ќе тужиме, кога детенце од центар на Скопје ќе се тужи со Нью Йорк PD, така да понуди они некоја сума за да се договориме ван. Ја не се лакуваме по тие 25, знаеш дека нема да ги добиеш. Реков, не бе, ќе се тужиме, ќе овако. Мислев дека таа ќе си биде сигурна. Така. Кога на крај си останав со добро искуство. Така, добро искуство. За следниот пат, не дај Боже, знаеш како. Ти направи ли тој настан некакви проблеми во клубот? Никому ништо. Да беше Европа, куферите и си одиш. Како се вратиме во хотел, тренерот, цела NBA лига, сега тоа е сосема друг бизнис, друга организација, од која доста имам научено.
што во наши сваќања не е логички. Како дојавме, тренерот застана позади нас. Во 7 сати се увале на сопругата да објаснуваат колку сум добар, Многу како добар да човек. све. И се грижат до крај. После 2 дена имавме надпревар, како ништо да не се десило. Pero Грција, Турција, Америка, Бугарија. ајде Србија, Бугарија. Во која од сите овие си посакал можеби да останеш да живееш? Во која од овие земји? Најпрво во Атина, на Глифада и Атланта. Тие 2 места. Сакам море, ја сакам Атина, делот што е поред море, али и Америка, поради тоа што, не знам, нема толку препреки како што има во Европа. Едноставно све е автоматизирано, кој работи има, кој немаш од страна некои сопки или било што такви работи. Едноставно, ако имаш талент, ако имаш знаење, го поштуваат. Не остануваш во Скопје, барем за сега. Да, Или? да. За сега или? Не си. 99%. Ми фали, 20 години сум надвор од Македонија. Сум кажал неколку пати, кај ќе идеш, зашто се враќаш у Скопје? Чи си луд? Ја викам, не знам, мене ми фали Скопје. 20 години не сум живеел во Скопје, освен по 1 месец летно време, до 2. Така да за сега тука. Така, не знам колку знае јавноста, имаше ти обити, ја да го наречам и излет во тоа што е угостителски бизнис, не си повеќе дел од тоа. Прашањето ми е повеќе во контекст човек ќе направи многу капитал, многу пот, нели излегло од твоето тело, си знаел зошто го правиш тоа и прашањето е сега како тоа паметно да се инвестира. Не дека сега ти брцаме во џебот, далеко од тоа, но спортистите знаат да бидат специфични по прашањето што после кариерата. А кога има приливи и да се сумите се не се ко нормални плати, и трошоците си идат, кога знаеш дека ќе тек сега се гледа кога 8 месеци 9 се само одливи. Само си земаш. Само одливи, така да има менаџерската фирма има финансиски советници, имаш околу тебе имаш многу финансиски советници кои ти нудат бизнеси. Не, знаеш како, извини што ќе те прекинам. Некој можеби еве во најмала рака ќе рече зошто Pero не направи кошаркарска школа, што ќе го носи неговото име, нели? Зошто не инвестира лично во некој клуб? Ми е понудено за кошаркарска така школа, али не сум сакал да отворам поради тоа што не сум тука. Јас сакам на тие деца кои ќе ја отворам школата да се посветам и да бидам јас тука. А не некој друг, да. А не други да доаѓам само на 2 недели, на 1 месец летно време или некој камп. Кој ќе отворам нешто или кој ќе се зафатам, јас со 100% го работам. И тие деца и да се донесат играчи од Евролига, што ги гледаат само на телевизија, Спанулис или не знам кој. Така да, само заради тоа немам отворено до сега школа. Ете, јавно прв пат кажувам, зашто сакам да се посветам и јас да бидам тука. А во однос на инвестирањето или реинвестирањето на тоа? Се уште не сум почнал со инвестирање. Пробав со угостителскиот бизнис, излегов многу брзо, не се затвори, само излегов од партнерството, поради тоа што видов дека не е за мене. Не е мој тип на размислување, инвестирање, едноставно за други работи. Оние кои те познаваат лично, ти тоа и не го криеш, не мора да се само тие што те познаваат лично, ќе кажат дека Pero многу убаво знае да го живее тоа што го заработила. Тоа е многу важно, ќе се согласам. Па затоа своите паси, своите потреби знае да ги задоволи. Па така ќе те познаваме како колекционер на часовници, патики, автомобили и така натаму. Тоа за мене, според мене е за поздрав. Значи тоа што го сакаш, да го имаш, да можеш да го имаш и при тоа да си ги редиш како малите деца количките, така ти твоите автомобили. Знаеш ли колку имаш генерално инвестирано во своите колекции? Доста. Многу? Многу. Не сум гледал кога
кога доаѓало збор за некоја моја желба, се разбира таа желба да не ме остави чисто да си исполнам желбата, а после што ќе се прави. Порано не сум размислувал така. Што сум сакал, па ќе чекаме први да дојде. Да. Така да, со некое размислување, сум си ги исполнил до сега сите желби. Што материјално може да се исполнат. Така да... Нема неостварена? Секогаш има, да. али до овие можности, до сепак живееме на Балкан, дуге кубурат со некои други средства и не е убаво и расфрлање. И тој дел го гледам. И за сега сум окей, нема да се жалам. Задоволен сум и Највредното парче е меѓу автомобилите, предпоставувам, така? Да. Нема да прашувам кој е, ама... Не, уште од детенце сум сакал да имам брза кола. Сите знаеме Ферарито дека е на секој желба и сакав да поседувам Ферари. И во Фенербахче втората година одлучив да се почастам со колата. Ама пак не ја возиш превише на нашите дни. Да, и мене ми е, јас тоа не го знаев, го дознав скоро и ми беше симпатично. Како влагам во Ферари? Не, туку тоа е веројатно друга приказна, не, за тоа не знам. Но ако имаш повеќе од два или три автомобила, а немаш ниту две, ниту три гаражи, прашањето е каде ги чуваш. И кога ми кажа дека па Перо вика ги чува натаму наваму, нели? Каде има гаража, таму има автомобил. Ги имам обезбедено да имат кров на глава колите и се. Да не ги мислиш. Перо е татко на 3 деца, нели сопруг секако. Прашањето е во целата оваа брканица што ти ја живееш реално од земја во земја, од клуб во клуб, колку голем е тој маневр за да на крајот тоа сето го задржиш на купче? Многу. Веројатно и од партнерот, тоа многу зависи. Има, например, Ружица има многу пропатено во смисол на своја кариера и свој живот. Животот на спортистот, селење, партнерот те прати со тебе, децата, и заради тоа се вративме ние од Америка највеќе. Бевме дали да се преселиме, живееме во Америка, пошто Лука требаше да почне прво оделение. А Лука израснат со, да не кажам, со постари луѓе као нас, ке седнеме, ние збориме едно, оне детенце што треба да има на своја возраст. Но никогаш до тогаш немал. Имало на другари, дали е иста возраст, дали е различна, ама пак не е тоа. И за да има нормално секојдневие, одлучивме се вратиме да потпишеме во Истанбул, каде што има 2 лета на ден и да почне прво оделение во Скопје. И заради тоа се вративме. И голема е одлуката моја да се пензионирам, да се вратам за да го живеам тоа секојдневие, да го кажам нормално секојдневие. Деца до школа да возиш, да прошеташ со нив, да видиш како растат од ден на ден. Пака после 1 месец или 2 недели нема ги видиш, научиле нови зборови, нешто ново. Пораснале. И боли пораснале. Да. Значи сега 8 месеци си, да речеме, обичен татко. Без работа. Без работа, родител, што може да ги носи децата и да ги зема од училиште. Да, се тркам со автобусот исто за школа. Да. Си идам пред, го чекам и си зимам, не ги зимам. Pero кога се пријателите во прашање, предпоставувам, не знам, но ви сте дали станува збор за некоја група луѓе која што не знам колку години е можеби со тебе, или се луѓе кои што се од поново време покрај тебе, каков ти е составот? Микс. Комбинација. Но со време гледаш дека познаници имаме многу, другари имаме да се бројат на една рака, на макс 2. Повеќето се од кошарката. Ги знаете, Гечевски, некои што се дружиме, Чековски, Илиевски, тука е Горан Ѓоргиевски. Тие некои што ми се од некој од детство, пошто тоа е најискреното пријателство, кој не си никој ништо. Така. Со успехот и со финансиска некоја
Добиваш на цена. Така е. Лошо е на Да, цена. да, И добиваш сите на околу тебе Да. се вртат и ти почнуваш да сумњаш. во Тоа ми се. беше следното прашање. Како се штитиш од таквите да Па ќе изгориш, па кажеш? гледаш да не изгориш повтор, па да научиш. Значи не е дека умееш на прва да ги процениш? Па сега више ги се Сега проценуваат, веќе, зашто да. си бил изгорен, така да и тие работи се дел од животот на спортисти. Знаат да бидат жртви на условно. Да себе, ја го викам, ако не научат од еднаш кој ќе си изгорат, значи џабе било. Секоја школа се плаќа, така да жалосно, ама секој дневие. И тоа е нешто што не учи, животот не учи, тоа Да. се тие искуства. Ние некаде сме пред крајот, пред да одиме со последните неколку прашања, одиме со блок реклами, па се враќаме назад. Еве се враќаме назад, рековме дека одиме со скоро па последниот сет на прашања. Остануваат уште неколку работи кога станува збори за кариерата и за приватниот живот кој што не ги прашавме. Си имал прилика да работиш и да бидеш дел од клубови кои што ги воделе големи имиња, веројатно и како играч и како некој од страна, луѓе на кои што можеш само да им се воодушевуваш и да сакаш да ги познаваш и да поминуваш време со нив. Дуда Ивковиќ, Обрадовиќ, што ти значат во животот денес? Дуда е првиот кој одлучи да ме врати во Евролигата после 2011, пред тоа што се влечеше некои прљави куфери со себе ги носиш, која тренерите ќе кажат добар е све, ама лоши у карактер, не знам, некои работи. И од еден на друг, и тимови не сака да те земат. Дуда одлучи да ме земе во Олимпијакос и ја реков, ако го поминеш Дуда, си магистрирал кошарка. И Дуда, тие големите тренерите, кои год да сите ставаат во строј, во војската. Во тимот имаш улога, таа екстра да направиш нешто, не можеш. Дали ти кај себе виде дека се однесуваш ти лично поинаку затоа што е Дуда во прашање? Да. На секој од нас му треба некој генерал да го кажем, јас така го викав Дуда, генералот доаѓа и сите мирно. Дуда те не стави во ред и ме врати во европската кошарка во Врвот и со тоа првата Евролига. И тие некои желби и со нешто стануваат повеќе, дај се уште една. А за Желјко Обрадовиќ може да кажам дека цел живот, цела кариера ми било предизвик да ми биде тренер, да играм за негов тим. Едноставно по гестикулациите што ги гледате на телевизија кој ќе поцрвене и све. Едноставно тие 2 сата со Желјко кој работите на надпревар или на тренинг, он е генерал од тие најлошите. Другите 22 сата е човек кој сакате да бидете со него, цело време да помага. Така да и тие два тренери кои се врват на европската кошарка ќе бидат вклучени во Федерацијата Здравје Боже, да помагаат да ги едуцираат тренерите што повеќе. Тоа би било некој од твоите планови? Е во програмата и прифатен од нив. Веќе прифатен. Одлично. Рековме дека, несвесно, во исто време природно ти се наметнувала улогата на лидер во клубовите, но она што исто така е факт е дека Антич станува миленик и на публиката на клубовите за кои што игра. Тоа многу брзо ние можеме да го видиме само ако решиш ти да одиш на надпревар на Црвена звезда во Белград или да одиш во Турција да ги гледаш Фенербахче, затоа што многу брзо се појавуваат клипови каде што Антич е пречекан со овации од публиката, само што ќе го видат во салата. Ја во секој клуб кај што играм, без разлика од која држава е, ќе го употребам, гинам на теренот тие 40 минути или тие 2 сата, надпреварите. Сега тренинг е тренинг, надпревар е друго. И фановите, посебно овие што ги наброи ти, знаат да ценат кога некој не е важно дали поени, едноставно се бори за дресот и гине. И
автоматски они ти даваат, ти се шести играч и ти даваат ветер у грб. И мене тоа цело време ме палело на надпревар, ми давало екстра енергија. Затоа И они го ценат тоа. и комуницираш со нив за време на Да. надпревар, дали е со гестикулација или Па нели добро, има тоа начини. тие емоции, тие гестикулации, не знам, нит плански ги правиш, едноставно Тој ти искачаат доаѓаат од и тебе, после кога така. ќе ги видиш на видео, викаш Да, не морав. не мора. Pero знае и е практично специфичен со самата своја физичка појава. Сега тоа дресот и излегувањето на теренот може да го покаже неговото ишарано тело, па нема коса, има брада и така натаму. Сето тоа склопено дава една специфична слика, односно ликој што не може да го заборавиш, односно да не го забележиш. И за твоите тетоважи многу се зборувало. Мене ми беше симпатично на почетокот кога кажа дека од дома ти рекле кога ќе си Да, одиш, ќе можеш да отидеш се после. шараш колку сакаш. Има тука по слики што фотографии што сум гледала и македонски знамења, датуми, деца и така натаму. Има ли некоја што е, не знам, Ги има сите, све нешто што мене ми дошло во глава, па во комуникација со голем поздрав до Горан Мичич, со него со идеја, а најинтересни на сите им се, например, лошото дете Хуго Микроби од детство, некои цртани, но сите има значење, така да 2 години више абстиненција не сум ставил, така ќе видиме. тоа абстиненција дека со криза е? Со криза е, треба да се иде. Нит сум ги правил таа и таа дата мора, едноставно во моментот ако ми дојде се случи нешто, например се роди дете, во моментот истиот ден одам со дата на раѓање, името на детето на сите деца. И ми стана заштитен знак и ја ги уживам искрено. Тетоважите. А ова хероите од цртаните филмови да бидат токму тука, беше намерен или Немаше веројатно каде, намерен? немаше Или каде место каде? на рацете да се стаја, сакав на рацете. И сакав нешто да ставам тука и во еден ден отидовме ги ставивме на рацете. Ќе носам ракавици, ете ветувам на некои евенти да не се гледа. Да, каде што ќе треба да го представуваш. Да ја представуваш Да представам федерацијата, ако нели тоа Дај Боже. тоа ти успе. Сега јас во тоа што е твоја кампања, можев деновиве да прочитам, а сите што следат што се случува на сцената кога е федерацијата во прашање, можев да забележам дека на тогаш непочната условно борба за кандидатура, веќе почна да летаат отровни стрели на тоа што е твој против кандидат. Сега јас не знам ни дали официјално против кандидат или не. Официјално прочитав дека. Дека е, така е. Значи, ќе биде Pero Антич против Темелковски. И има уште некој, не знаеме дали и главниот ќе се кандидира пак. Така да тоа треба И новинари да повторно Pero не издржа да не одговори. Сега јас не знам кој бил прв тука провокатор во комуникацијата, дали ти или... Јас секогаш одговарам. Само одговараш, Да. значи реплицираш. Си бил прозван и едноставно одговараш. Одговорив, сепак треба да држиме на некој ниво и тоа нема да се повтори више во иднина. Од моја страна, од друга страна не знам, не можам ни да зборам за другата страна. Треба да го задржиме нивото на понашање и на Ниво на ниво на комуникација. комуникација што доликува за кандидати, да кажам, или нормални возрастни луѓе. Што било. Значи тука се испукавте и сега од тука натаму да Ја пробате не да сум се испукал, јас комуницирате. само одговорив, требаше да се воздржам. Тој тебе е алхемичарот, ти него татин син. Што и да му значи, што и да е желба за навреда, не замерам ништо. Јас само ако некого сум го навредил со тие зборови кои мислам дека се вистините, се извинувам. Од моја страна повеќе нема да има такви работи, ќе го држиме нивото на комуникација како што доликува. И на крајот, на што ги учиш своите деца? Да бидат послушни, поред се
што се дешава, што има да бидат добри во школа и дома најважно да ги почитуваат постарите. И што е тоа што посакуваш лично да ти се случи? Мене да ми се случи лично пред се да сум здрав и жив и планот што го имаме со мојот тим да ја вратиме кошарката каде што треба, да се исполни. Тоа највише го посакувам сега во моментот. Најавено е дека во јуни, веројатно, Мај 15. Не, зборувам за прошталниот надпревар. За Кој што е опроштаниот најавен, дали ќе се случи? нема да се случи оваа година, следното лето ќе се случи, поради тоа што не може да се организира и трката за федерација И тоа. и надпреварот. Сепак ќе дојдат многу еминентни имиња, NBA тренери, NBA играчи, Евролига играчи. Треба тоа да се организира на ниво како што доликува. И спектаколот ќе биде како што немало во Европа во последните 10 години. Одлично, значи Македонската јавност и кошаркарските љубители заслужуваат тоа да го има во Македонија. Обично ние македонците, ќе кажам генерално, кога имаме вака успешни спортисти, многу сакаме да и вратат нешто на државата, односно да прават нешто за државата. Да, тоа во некоја рака е некое интимно и патриотско чувство човек да го прави. Јас не се согласувам дека тоа мора да го правите. Тоа е сепак прашање на избор за тоа. Дали ти своите средства на крај ќе ги вложиш во некаков клуб или нема тоа да го направиш, е прашање на избор, дали дека мора тоа да го направиш. На крајот ќе ти посакам успех во кампањата. Ти благодарам. Доколку нели, ти посакуваме да успееш, ќе имаш многу прилика секако уште многу пати да бидеш гостин во разните емисии што ги имаме. Ќе ти посакам многу среќа, многу убави луѓе околу тебе и уште подобро, нели, семеен живот на ниво како што треба и уште прилики да се сретнуваме. Ти благодарам за ова интервју. Ти благодарам и тебе на поканата. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена. До тогаш, довидување.